Почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме. Тука го имаме господин Златко Кузманов, кој е председател на експертското здружение Центар за интегрирана безбедност. Господине Кузманов, добре дојдовте во студио 10. За прв пат сте тука и во телевизија 24 и во студио 10. Секогаш ни е мило кога успеваме да изнедриме нови лица на медиумската сцена. Така да се надевам дека ова деби ќе ви биде прво, но нема да биде и последно. Благодарам за јас за поканата и со задоволство прифати поканата да дојдем да разговараме за овие безбедносни теми. Јас како доскорешен експерт од системот за национална безбедност, а сега како председател на Здруженијето, експертското здружение Центар за интегрирана безбедност, се надевам дека пред пошироката јавност ќе дадеме свој видување за системот за национална безбедност и се надевам дека можеме да дадеме одредени предлози како би се подобрил, да се подобри функционирањето на нашиот систем за национална безбедност. Да, вие само уште една информација за гледачите кои гледаат, кои прв пат ве гледаат, вие сте и доскорошен припадник на АРАМ, активен офицер, сега сте председател на ова здружение, за луѓето да знаат. Господине Кузманов, го кажав тоа отприлика во најавата од кога земјава стана членка на НАТО, некако можеби кај дел од јавноста која не е толку добро упатена во овие прашања, владее некое мислење дека тука некаде работата е завршена, дека готово, ние сме сега членка на Алијансата, нема тука што да се грижиме, но напротив, не е така, а сега во очи и на сите овие предизвици кои се случуваат на регионална и на светска сцена, каде имаме настани без преседан една војна на територија на Европа, значи војната во Украина, прв пат после Втората светска војна конфликт од такви размери на европско тло, се случи и повторно разгорување на конфликтот во Израел, предизвици кои можеби не се толку близко до Македонија, но влијаат и тоа на многу начини, ги чувствуваме и повторно се доведува во прашање системот за национална безбедност на Македонија, како е поставен и да го видиме во контекст на овие зголемени регионални безбедносни закани. Да, точно е. Сите овие нови асиметрични или нови невоени закани секако дека и како влијаат и на нашиот систем за национална безбедност. Тоа беше и мотивот со одредена група на колеги и експерти од системот за национална безбедност, затоа и така и го крстивме здруженијето Центар за интегрирана безбедност, бидејќи цениме дека нашиот систем не е целосно и сеопфатно интегриран и координиран, а што е предуслов за успешно спротивставување посебно на овие нови хибридни начини на закани и војување. Знаеме дека реформата на системот, на делот системот за национална безбедност кајна започна пред неколку години по препораките од експертската група на германскиот дипломат Прибе и кога се направи одредени работи во дел од субјектите на системот. Тогаш знаеме дека таа реформа се спроведуваше малку во сложени политички, внатрешно-политички односи под одреден притисок од представниците на Европската комисија. Зборуваме за трансформацијата на УБК, формирањето на ОТА. Да, и во тој период, знаете, во такви сложени околности со одредени кратки рокови се направи одредена реформа на дел од субјектите, кога се одвои, нели, се формира закон за оперативно-техничката агенција, се одвои управата за безбедноско разузнавање од МВР и се формира агенција за национална безбедност. Меѓутоа, сите овие тоа е практично сам реформа на дел од системот за национална безбедност. Многу пати и во експертската јавност, али по широката јавност се прави грешка, односно не се разликува што е системот за национална безбедност, а што е системот за разузнавачко безбедносниот систем. Системот за национална безбедност е кровниот, сеопфатниот ОФАТ, а разузнавачка безбедносна заедница или разузнавачко безбедносните служби се подсистем на системот за национална безбедност. Еден специфичен, многу важен систем, али е дел од системот за национална безбедност. Вие ако сакате да имате успешна национална безбедност, мора прво пред се да го поставите системот за национална безбедност. Со реформата тогаш се започна реформа на дел од разузнавачко безбедносните служби. И што е добро за донесувањето со Закон за оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникациите, тоа е добра основа во таа област да се регулира материјата и да се избегне понатамошна злоупотреба на тајното следење. Меѓутоа,
за да имате сеопфатен систем регулиран за национална безбедност, неопходно беше да се донесе прво стратегија за национална безбедност. Ние, за жал, имаме невалидна, нефункционална стратегија за национална безбедност која е од почетокот од јанари 2008 година. Незината содржина воопште не осликува актуелната безбедносна ситуација ни заканите обкружувањето. И тоа е недозволиво за држави кои сакаат да ги следат безбедносните токови, бидејќи цели 15 години ние немаме изработена нова стратегија за национална безбедност, а од таму произлегува основата, столбовите, основата и насоките како да се развива системот. Друго, за да ги поставите елементите во тој систем, во системот за национална безбедност, потребно да имате и закон за уредување на системот за национална безбедност. Ние исто така го немаме тој закон за уредување каде што ќе ги утврдите субјектите, носителите, координацијата и интегрираноста. Баш поради сето ова велам дека нашиот систем не е целосно, систем за национална безбедност не е целосно интегриран и координацијата помеѓу субјектите не е целосно поставена баш поради овие причини. Затоа што кога се започна со реформата и кога се формираат и експертски групи за реформа на делот системот за национална безбедност, конкретно службите за безбедност и разузнавање, требаше да се почне баш прво од ова, да се изработи нова стратегија за национална безбедност и да се донесе закон за уредување за систем за национална безбедност. Што значи тоа што немаме стратегија од 2008 година? Таа стратегија е прво што би требало да содржи концептуално и на колку време би требало да се апдетира во нормални услови? Како е препорачено? Стратегиите за национална безбедност, посебно последните 10 на 15 години, и државите во регионот или ги изработуваме по интенција и по насоки, по принципите на нашите стратешки партнери, западни стратешки партнери, пред се Соединените Американски држави. Методологијата на изработка на стратегии на Соединените Американски држави. Тоа што значи? Ги утврдувате целите, ги утврдувате начинот како да ги остварите тие цели и средствата. Тоа се те три основни целини кои сочинуваат одредена национална стратегија. И сите региони, сите држави во регионот и партнери по тој принцип задните 10 на 15 години ги изработува своите стратегии. Како пример, зошто ние касниме, недозволиво касниме со недонесување на нова стратегија за национална безбедност. Тоа се цели 15 години. Например, нашиот стратешки партнер во делот на безбедност со Соединените Американски држави од 2002 до сега има донесено 5 или 6 национални стратегии за национална безбедност, без оглед на нивната комплексност и што значат тие во глобалната безбедност, али редовно ги донесува негде и на 2, на 3, 4 години донесува нови стратегии за национална безбедност. Значи, од 2002 до 2022 тие донесува 6 обновени нови стратегии за национална безбедност. Ние за 15 години не успеавме да донесеме ни една нова. Бидејќи таа по самата содржина ќе го осликува обкружувањето, ќе ги обсликува, ќе ги наведе, ќе ги утврди најновите закани кои постојат по самата држава, по националната безбедност. Ќе ги одреди точно субјектите, што е многу битно на системот за национална безбедност. Ние со постојната и таа стратегија од 2008 година ги немаме доволно прецизно регулирано и одредено носителите на системот, субјектите на системот за национална безбедност. Тука имате во поширока рамка, обично ги знаат. Тоа се одбраната, армијата, полицијата, разнорачко безбедносниот систем, системот за управување со кризи, менаџирање со кризи. Но, во поширока рамка, во услови на нови, асиметрични, хибридни закани, невоени закани, што сега не обкружуваат и што ја таргетираат националната безбедност и на појаките држави, и на нас, и на помалите држави, вие треба да имате дефинираност и поставеност на системот за национална безбедност и во потесна и во поширока рамка. Што значи тоа во поширока рамка? Во поширока рамка значи дека безбедноста на државата, националната, не зависи само од овие главни носители на системот за национална безбедност. Да, тие се специфични, тие имаат посебна улога и армијата, и полицијата, и разнорачко безбедносна заедница, и системот за управување со кризи, но тие не се единствени. Во поширока рамка видовме и сами за време на пандемијата што значи здравствениот систем во услови на пандемија. Гледаме што значи финансискиот услов за борба против организираниот криминал или следењето на тајните токови на тајното финансирање.
гледаме што значи економскиот систем, енергетскиот систем во услови на се поголемо значење на главните стратешки енергенси. Знаеме што значи економијата и земјоделието за обезбедување на основните продукти за прехрана на населението. Знаеме во услови на мигрантски кризи што значи границата, граничното управување и царината. Понатаму може да набројуваме во таа насока и сама најновиот, да кажем, најмлад дел од системот за национална безбедност кој е брзо растечки, приватната безбедност. Значи сите овие субјекти и во поширока рамка се го чинат системот за национална безбедност и во таа нова стратегија која требаше да биде да донесе и треба да се донесе или во тој закон за уредување на системот за национална безбедност ќе ги поставите и ќе им го поставите местото, интегрираноста и координацијата на сите овие субјекти и во потесна и во поширока. Имаме ли објаснување зошто кај нас 15 години не е донесена стратегија за национална безбедност? Зошто не е апдейтирана? Зошто не е синхронизирана со најновите предизвици регионални и безбедностни и така натаму? Тоа е големо прашање. Ние како експерти доскоро додека работевме во безбедносниот систем, секако тоа да го постувавме и баравме. Тука може одговорот да се бара во партиското или политичкото влијание, во неизразувањето на приоритет кон прашањето од безбедност од актуелните влади сите овие години кои додека траел тој период. Но секако дека сега и сами гледаме со зголемување на заканите, посебно на овие велиме закани кои се нетипично војни, не класично војни, неконвенционални, асиметрични, дека сите овие други субјекти на системот за безбедност во поширока смисла и текако се важни. Знаевме за време на пандемијата улогата на Министерството за здравство беше примерна. Админијата, полицијата и другите органи помагаа во тој процес. А и текако, пандемијата влијаеше и на системот за национална безбедност покрај на здравствениот систем или функционирањето на државата. Така и со други нови асиметрични појави или закани кои може да влијаат. Сепак сега имаше една најава, колку што следев, дека владата донела некоја одлука да се формира работна група и комитет за изработка на нова стратегија, што е крајно време, бидејќи гледаме што се случува во регионот и пошироко и многу блиско, бидејќи овие нови војни не се со оглед на техниката, војната техника што ја користат, тие не се далеко од нас. Многу се близу, а посебно што и самиот овој наш регион, Балканот и ние кај што живееме, гледаме како е оценуван од безбедносен аспект од нашите сојузници или од западните држави, каде што многу лесно може да се наруши безбедноста состојба и околу нашата држава. Гледаме што се случува и на Косово или Босна и Херцеговина и така натаму, али и се тоа што се случува на Блискиот Исток не е така далеко. Ние, кога вие зборувате за потреба за интегрираност на безбедносниот систем, значи зборуваме за координација, комуникација помеѓу различните субјекти кои ја регулираат таа материја во државата. Ние имаме еден момент, значи тоа е кога претседателот на државата ќе го свика Советот за безбедност, кога има одредени предизвици, па тие потоа излегуваат со одредени заклучоци. Веројатно дека состанокот на тој Совет за безбедност се перцепира како еден обид за интеграција на различните сегменти, бидејќи таму учествуваат повеќе институции од повеќе различни профили, но дали е тоа доволно? Дали тој Совет за безбедност е доволно да се интегрираат сите тие служби? Видите, значи доколку го поставиме системот на овој начин, со донесување на валидна стратегија за национална безбедност, донесување закон за уредување на системот за национална безбедност, тогаш ќе му го одредите и точното место и чинителите на власта и политичките чинители ќе одлучат кој ќе биде местото и улогата, поконкретно ќе се одлучи кој ќе биде местото и улогата и на Советот за безбедност. И мора да разликуваме. Едно е поставеност на системот за национална безбедност, друго е поставеност на разузнавачко безбедносните служби, бидејќи се тие само еден подсистем, многу битен подсистем на системот за национална безбедност. Не може да има преклопување со дел од законите да регулирате функционирањето и координацијата во разузнавачкиот безбедност система, да мислите дека тоа ќе се однесува на системот за национална безбедност. Во такви околности, доколку решат политичките чинители и дека
местото на улогата на Советот за безбедност треба да биде поинакво и да се зајакне улогата, бидејќи сега имаме типично советодавна улога при председателот. На некој начин недоволно обврзувачка, само дава одредени препораки кои треба да ги спроведуваат субјектите на системот за национална безбедност. Видите тука примерите, зошто ова го кажувам? Имаме добри примери од регионот, не само од западните земји, каде што тоа го направиле многу порано. Например, во Република Хрватска, уште од 2006 година е донесен закон за уредување на разузнавачка безбедносна заедница. Понатаму, уште во 2017 година донесува закон за уредување на системот за национална безбедност, или како викаат они домеинска сигурност. Уште од 2017 година. Истата година донесува и нова стратегија за национална безбедност. Ја ажурира претходната. Исто така и во Република Србија, еве ако одиме како наш сосед. Уште од 2007 година донесува закон за уредување на системот за разузнавачко безбедносните служби. Новата стратегија за национална безбедност се донесува 2019 година, каде што вие ги апдейтирате состојбите, заканите, ги давате безбедносните политики, кои треба да возможат на субјектите на системот подобро да работат поефикасно и што е најбитно да го интегрирате целиот систем. Во тие стратегии и во тој закон за уредување на системот вие ги регулирате и односите помеѓу владата, председателот, ингерециите, кој има управната улога, кој има координативната улога и како тој систем ќе функционира како еден интегриран во случај на заштита за потребите на државата, нели и за заштита и за превенција и за преземање на конкретни постапки за заштита на државата и граѓаните и институциите и за конкретни действија против носители на непријателска дејност. Сето тоа се регулира во овој документ. Вие ги спомнавте разузнавачките служби како посебен сегмент, ги кажавте и реформите кои се направени на тоа поле. Каква е сега нивната поставеност? Дали имаме таму проблем во нивната меѓусебна комуникација во она што вие го нарекувате интегрирана безбедност, кои се таму предизвиците? Да. Значи, се донесе закон за ОТА, за Агенција за ЗАНАБ, за нов се направи нов закон за Агенцијата за разузнавање, што е добро. И во тие закони, нивните основни закони, регулирана ингеренциите кои има извршна власт и управна власт над нив, и воедно 2019 година се донесе закон за координација на разузнавачко безбедносните заедници. Ова оди во насока на ова што го зборам јас подобрување на координацијата во системот за национална безбедност. Меѓутоа, баш од овие причини, бидејќи немаме соодветна стратегија за национална безбедност и немаме закон за уредување на системот за безбедност, со овој закон изработувачите и експертите што го работе овој закон и што го изгласа собранието, се регулира само координацијата во разузнавачко безбедносната заедница. И јас потенцирам дека ние со закон за уредување на системот за национална безбедност треба да подобриме координацијата на целиот систем за национална безбедност. И од самата содржина на овој беше добар обид, солиден обид да се направи каква таква координација во работењето на трите разузнавачко безбедносни служби: АНБ, Агенцијата за разузнавање и воената служба за безбедност при Министерството за одбрана. Меѓутоа, ако и гледате содржината на делокругот на работата на Советот за координација на разузнавачко безбедносни служби, со овој закон е предвидено да постои Совет за координација, каде што го предводи премиерот, членуваат вице-премиерот, министрите за внатрешни, надворешни, за одбрана и двајцата директори на службите и раководителот на воената служба. Тоа е тој Совет, управно тело што треба да прави координација на разузнавачко безбедносните служби. Меѓутоа, ако го гледате делокругот на работа на Советот, ќе видите дека тука има преклопување и испреплетување на ингеренциите, координација на системот за национална безбедност и со координација на разузнавачко безбедносните служби. Тоа се две различни работи. Тоа е направено баш од овие причини, затоа што немаме соодветна стратегија за национална безбедност и немаме закон за уредување за систем за национална безбедност. И со овој закон за координација на разузнавачко безбедносните служби, експертите или законодавот од сега во овој случај се обидел да направи координација и за системот национална безбедност. Тоа не може да го прави, да не се прави така, бидејќи координацијата на разузнавачко безбедносни служби е специфичен систем, специфична постапка, каде што сензибилен процес, каде што може да го прават само овластени органи и припадници
совластување од тој систем. Видите, не може да зборувате сега вие за работата на разузнавачко-безбедносни служби, за нивните конкретни работи и оперативни акции, не знам што, а да го работат тоа луѓе кои не се припадници на службата. Како е тоа решено во државите? Преска спомнав, во Република Хрватска уште 2006 донесоа закон за уредување на службите за безбедност. И координацијата, пример во Република Хрватска, на разузнавачка безбедност поделена е. Имате координација на системот за национална безбедност, кој го спроведува Советот за безбедност при председателот, имат две координации во Република Хрватска. Пример, координација на националниот систем за безбедност и координација на разузнавачко безбедносниот систем. Во Република исто е така и во Република Србија. Координацијата на системот за национална безбедност го спроведува Советот за безбедност при председателот, а за координација на разузнавачко безбедносни заедници е формирано биро при владата. Тука има и друга една добра пракса, на пример и во Хрватска, за да се подобри ингеренциите и координацијата меѓу председателот и подели моќта и влијанието помеѓу премиерот и председателот, во Република Хрватска тоа е направено со копотписи. Значи, поставувањето на луѓето на разузнавачко безбедносни служби, свикувањето на седниците, разрешувањето се прави со копотпис, водењето на самите седници на тие управни тела се прави со копотпис и од председателот и премиерот. Да. Тоа е добра пракса која еве во нашиот случај не е таква, бидејќи знаете, ние према согласно законот за агенцијата за разузнавање, председателот го назначува директорот и заменикот, на агенцијата за национална безбедност го назначува директорот владата, за ОТА е нов квалитет, нов начин видовме и сега, значи директорот на ОПА практично го поставува комисијата за именување на собранието, односно собранието, за да има поголема демократска контрола, а за законот за координација на разузнавачко безбедносни служби, каде што има едно тело, секретаријат за поддршка на тој совет, тој да го спомнеме, е битно во овој делот на координацијата на разузнавачко безбедносни служби, се формира секретаријат со канцеларија и секретар на канцеларијата на Советот за координација на разузнавачко безбедносни служби. И сега и тука има одредени недоследности. Видите, тој го назначува владата. Секретарот на канцеларијата за Советот за координација на разузнавачко безбедносни служби е стручно тело кај кого треба да се обединат сите аналитички материјали од сите служби и тие да изработуваат еден обединет аналитички материјал кој ќе го достават до властите. Тоа сега да ја прашам, значи проблемите, ајде да видиме во пракса. Значи, во пракса проблемите би можело да бидат тоа што прво се испреплетуваат надлежностите, но и онака едноставно кажано што различните служби не знаат што прават нивните колеги, па може да, например, да работат на иста работа, а да не знаат едни со други. Иако тие имаат надлежности кои се различни, да речеме агенцијата за разузнавање која е под председателот е насочена кон надвор, АНБ е насочена внатре, сега онака нели карикирам, кажувам упростено за гледачите, имаме и воено разузнавање, но сепак постои испреплетување веројатно на тие случаи, на тие предмети на кои работат и тоа може да биде проблемот кога зборуваме за координација, интегрираност, тоа се предизвиците. За нивните законски надлежности горе-доле се во ред се регулирани согласно нивните поставени нивните закони. Ние сега збориме за координацијата и интегрираноста и насочувањето на нивната работа. Со овој закон за координација разузнавачко безбедносни служби се направи обид да се подобри таа координација. Меѓутоа, велам, тој секретар на канцеларијата која треба да го поддржува тој совет при владата се назначува од самата влада. И тоа по принципот на предлог на директорите на службите со мандат од 2 години и со ротирање по азбучен ред. Значи, директорите на службите предлагаат свој човек од нивните редови кој ќе го постави владата да биде секретар на оваа канцеларија. Понатаму, што е исто на некој начин проблематично, самите тие експерти, аналитичари што треба, таму се по законот е предвидено да има по 2 аналитичари од трите служби, значи 6 аналитичари кои ќе го изработуваат тој збирен аналитички врвен материјал. Тие се само упатени од службите согласно овој закон.
Тие се опатуваат за работа на 2 години и со ротирање од АНБ, од Агенцијата за разузнавање и воената служба за безбедност. Што мислам дека не е добро, бидејќи тие го задржуваат работниот однос во својата служба и влијанието на нивниот раководител или директор. Во тој случај влијанието повторно на службите или зависи од незиното место и улога преку тие луѓе ќе биде и во самото таа канцеларија при советот. А идејата е таа канцеларија, тој совет да биде независно високоекспертско тело кој ќе изработува високоаналитични безбедносни анализи и проценки кои ќе ги доставува до високото раководство и најобјективни анализи. Например, во Република Хрватска е исто така решено, али тоа е независно тело, каде што се 12 експерти, високи најискусни аналитичари кои го создава тој завршен производ. Кај нас тие се упатени и влијаат пак со работен однос се водат во службите, што мислам дека не е добро законско решение. Да. Што е со механизмите за парламентарна контрола на работата на безбедносните служби? Тие постојат, гледаме дека тоа од време на време комисијата во парламентот ги свикува, но дали тоа е повеќе само форма или има и суштина? Па видите, јасно е, познато не е и по широката јавност дека имаме тие 3 комисии во собранието: Комисијата за одбрана и безбедност, Комисијата за надзор на работењето на АНБ и Агенцијата за разузнавање и Комисија за следење на преземањето на мерките за тајното следење. Од изјавите на пратениците кои членуваат во тие комисии може да слушнеме каква е ефикасноста на работењето на овие комисии и колку тие навистина имаат можност да навлезат и да го остваруваат надзорот и контролата во двете во АНБ и Агенцијата разузнавање, па и во воената служба за безбедност разузнавање. Тука можда само сакам да нагласам дека покрај овие комисии, согласно законот за Агенцијата за национална безбедност, не се искористени и другите можности за надзор и контрола. Согласно законот за АНБ, предвидено е контрола или надзор да спроведуваат и народниот правобранител. Имавме сега скоро една дебата околу тоа конференција каде што се збореше за улогата на народниот правобранител во надзорот на работата на разузнавачко безбедносна заедница, па слушнавме каква е состојбата. Имаме надзор и контрола од Дирекцијата за заштита на личните податоци, има ингеренции Дирекцијата за безбедност на класирани информации, Државниот завод, има оној граѓански сектор кој контрола, како се навека граѓански сектор кој не се оформи, знаете, оние обиди со професорите и така што членува па се откажа. Да. Значи граѓански сектор за контрола практично работето што не профункционира. Значи има и други можности, тоа е согласно законот за следење на комуникациите, практично тој граѓанскиот сектор за контрола и надзор на разузнавачко безбедносна заедница. Сите овие останати, освен овие комисиите со собранието, има просторите како да се воспостават и да остваруваат некој надзор. Тука од изјавите на овие поискусни пратеници кои учествуваат во комисиите во собранието може да се слушнеме и предлози дека тоа може да се подобри со донесување на нов закон за контрола или надзор. Само таков посебен закон и за контрола и за надзор каде што би се регулирало ова улогата на собранието. Мислам дека тоа не е лоша идеја. Јас пак би повторил, тој дел по мене може исто да влезе при донесувањето доколку се донесе закон за уредување на целиот систем за национална безбедност, тогаш може да го ставите и тој дел за надзорот и контролата од собранието. Може и тамо да се регулира тој закон, а што го неаме. Да. Така доаѓаме сега, господине Кузманов, до едно прашање кое е прилично горливо прашање, тоа е партиското влијание врз безбедносните служби. Значи сега зборуваме за целиот систем од армијата, полицијата, разузнавачките служби и агенции, сите останати сегменти на безбедносниот систем. Значи тоа партиско влијание знаеме дека има малигно дејство во сите пори во општеството, па претпоставам дека така и врз безбедносниот систем. Нашите закони, гледате, тамо е регулирано. Вели дека исклучува партиска припадност на припадниците на разузнавачко безбедносна заедница. Но знаеме дека во пракса не е така. Тука имаме сега друг пристап, гледате како е кога се одредуваат раководните луѓе или директорите на тие, па влијанието на политиката и така натаму. Прво мора да не биде јасно дека и во западниот свет и во сите останати држави секогаш
политичките носители на политичка моќ и власт се труделе да имаат влијание, да остварат влијание и контрола врз овој многу битен сегмент од системот за национална безбедност, врз разноашко безбедностите заедници. Па такови случаи и кај нас. Тоа зависи пред се и од поставеноста на политичкиот систем. Например, каква е улогата, нели, дали имате парламентарна демократија, дали имате извршна власт со доминантно, нели, права на владата, дали имате председателски систем, во тој случај ќе дојде до израз влијанието на владата и на председателот. И преска кажав, напоменавме и во самото управна улога на системот за национална безбедност е многу битно ако ги имате овие закон, валидна стратегија за национална безбедност и закон за систем за национална безбедност, тогаш ќе им го одредите местото и на председателот и на премиерот во таа управна или контролна функција и надзорна функција и управна функција врз субјектите на системот за национална безбедност, што е сега парцијално. Сега кога зборуваме за партиско влијание, одиме на едно многу пониско ниво, знаеме како тоа се остварува, каде тоа е врз вработување да речеме на припадниците на сите тие служби. Знаеме како кај нас тоа се прави, дека неформално, дека тоа е со списоци, дека оди по партиска припадност или по партиска линија и така натаму. И тоа е проблемот кога можеби не е проблем што некој е партиски определен, но проблемот е што дали на одредено место ќе се стават луѓе кои не се соодветни за таа работна позиција. За тоа зборувам. Не, законот го регулира, значи не може да биде партиска определеност, може да има човекот свој политички убедувања и гласа, тоа не е спорно, значи вели не сме да биде припадник на ниједна служба. Партиите влијаат врз вработување. Али влијаат, ние гледаме, еве што се случува, нели, законот регулирал одредени поставки, гледавме како кога се одново формираше, нели, агенцијата за национална безбедност, и тука имаме обвинувања од политичките партии, зависи кој е на власт или опозиција, секогаш има обвинување дека тој што е на власт се обидува да изврши влијание и да гради тамо кадри кои се поблиски до него или да штитат, не знам, покрај националните и одредени партиски интереси. Тоа се случуваше и со формирањето на агенцијата за жална за национална безбедност, кога беа дефинирани постапките, знаете, она изборот и во собранието и таа собраниска комисија за селектирање на луѓето, на крај во тогаш опозицијата и така натаму се исклучи од тој процес, ценејќи дека има тука влијание. Значи, влијание секогаш има, али мора да разбереме дека системот за национална безбедност е надпартиска работа. Треба да постои државен консензус на ниво на цела држава кога се работи за прашањата за национална безбедност. Само така можеме успешно да се спротивставиме на сите овие и понови, најнови и се поперфидни закани и предизвици на безбедноста, кои се соочуваат и многу посилни држави од нас, а не како нашата држава или помали држави или државите во регионот. Баш затоа и го велам ова, мораме да го изградиме системот за безбедност, целиот систем за национална безбедност интегрирано и координирано и да го минимизираме влијанието на политичкото или партиското влијание. Баш од овие причини, ако сакаме да имаме ефективен и ефикасен систем за национална безбедност, кој ќе ги штити граѓаните, ќе ги штити институциите, ќе ги превенира работите со откривање на заканите, и ако дојде до некоја закана, ќе може успешно да се бори против носителите на таквата непријателска дејност. Да. Добро, тука некаде ќе ставиме точка врз анализата на нашиот систем за национална безбедност. Ајде малку да поразговараме, да ви искористиме сега вака како експерти и председател на експертско здружение за оние работи кои се актуелни во поглед на безбедноста на регионален и на светски план. Тоа се 3 точки, да речеме на регионален е Косово, на светски се Украина и Израел во моментов. Да почнеме од Косово. Последните случувања кои беа во манастирот Бањска и со упадот или со постоењето на таа една вооружена паравојна група, после што дојде до интервенции на косовската полиција и до понатамошни турбуленции, повторно го врати Косово на сцената. Видовме дека НАТО испрати дополнително засилување тамо во рамки на мисијата на КФОР. Сега ситуацијата личи како да е смирена, но знаеме дека од искуство дека тоа се менува преку ноќ во нашиот регион. Како гледате сега на ситуацијата на Косово? Зошто се случи таа ајде да речеме, тој немил настан со таа вооружена група, кои се целите, кој што сакаше тука да постигне и како гледате, постои ли можност сега за разгорување таму на конфликт?
Ситуацијата на Косово, гледа, тоа е еден класичен пример на еден континуирана кризна состојба и класичен пример на менаџирање или управување со криза. И од меѓународната заедница, и од влијание на самите актери во тој процес, каде што свое влијание и позитивно и негативно секако дека има и од страна на представниците на Приштина и од представниците на Белград. Последниот настан инцидент што беше со таа вооружена група, колку што може да следиме, ово гледате, тоа и во Србија, во Република Србија или во Белград не можеше да се најде некој соодветно и реално објаснување кој е ефектот и зошто тоа се направи. Така да од сето тоа што произлезе, после тоа испадна дека повеќе штета и се направи на Република Србија и на Белград со самата таа случка и настане никаков ефект, ако и некој мисле дека ќе постигнат ефект некаков. Да, а во тој момент може да се каже дека, да речеме, српската страна имаше поволна позиција во преговорите, бидејќи притисокот на меѓународната заедница беше насочен кон Курти во тој момент. Ако ги слушате критичарите или опозицијата во Република Србија, таму ќе слушнете интересни проценки дека тоа надмудрување или конфликт, политичка борба меѓу председателот Вучиќ и конкретно и премиерот Курти испаѓа како да е некако на неофицијално договорена работа, не може да биде договорена, него дека тие со самите тие деструктивни повремено политики како да си одговарат еден на друг, да си остварат својата политичка агенда што за цртава. Си го хранат рейтингот. Го хранат рейтингот, го трошите времето, го користите, го пополнувате времето, па и веќе дојдат избори, па ќе се одложат некои работи, го пролонгирате, односно со пролонгирањето на донесување на некои решенија, колку и да се болни таму и за едните другите, тие практично на некој начин и си купуваат политичко време за опстојување на нивната власт. Така да рационално објаснување нема, притисокот од меѓународната заедница е многу голем, и кон Приштина и кон Белград. Очекуваме, ова сега гледаме дека се распиша избори, практично тука и не може во Република Србија се распиша избори, па и не може да се носат некои покрупни одлуки или решенија пред да завршат тие избори. А од друга страна, па премиерот во Приштина си доби време да си оствара својата агенда. Така да она што беше договорено и во Брисел, и во Охридскиот договор, што го нарекуваме дополна на Бриселскиот договор за кој се потпиша нели тука кај нас за да се релаксират и подобрат односите меѓу Белград и Приштина, се уште ништо не е остварено од тоа, али еве гледаме дека меѓународната заедница и Европската унија и САД упорно настојуваат и бараат да се договори тоа што беше начално тогаш договорено и подпишано и од Белград и од Приштина. За сега се уште нема никаков помак на тоа да се реализира во пракса. Тоа е еден конфликт кој трае, криза која трае, која е многу близко до нас и текако има влијание на нашата национална безбедност, значи соседна држава. Тука случувањата се многу блиски. Ние знаете плюс дека покрај зајакнувањето на силите на КФОР на Косово, таму и ние имаме наш контингент и го зајакнавме тој контингент со наши војници кои таму сега веќе сигурно достигнува преку 70-80 војници кои имаме во мисијата на КФОР по барање на ова последното зајакнување. Да, но се чини дека со оглед на тоа, како што и вие велите дека кризата се менаџира континуирано, но и дека континуирано трае, не можеме да очекуваме, ми се чини, разгорување на некој посериозен конфликт таму, особено со присуството на КФОР. Јас не верувам дека може да дојде, затоа што тоа се контролирани испадни или покажување на сила или на мускули или правење ексцеси од едната другата страна и мислам дека сепак присуството на меѓународната заедница и на КФОР и на другите институции овозможуваат и гарантираат да не дојде до ескалација, а дека ќе има тензија и такви проблематични или слични ситуации, веројатно ќе има, али не верувам дека тоа може да се прошири надвор од тие граници. Да, добро, во поглед на Украина гледаме дека таму исто така втора година од конфликтот, од војната. Никако во последниве месеци, 6 месеци, па може би година дена, немаме некое посериозно поместување на границите на фронтот, на линијата. Имаме некои мали поместувања напред назад, имаме борби кои се
ограничени во одредени реони каде што имаме страшно многу жртви од двете страни, тоа го гледаме, како што беше порано Бахмут, да речеме, сега е Авдивка, например, актуелна, но нема, или што беше украинската контраофанзива, која ми се чини дека веќе не е официјално завршена, но дека веќе нема интензивни действија во реонот на Запорожје. Линијата на фронтот не се поместува, значи имаме една дефиниција на војна на исцрпување од двете страни, или со други зборови, ниедна од страните нема доволно сила да направи некое по-значително поместување на фронтот. Како гледате вие? Пред се ме интересира вашата оперативно-техничка анализа. Па не знам дали се работи, дали некој има сила или не за поместување. Видите, тоа е сега сложена ситуација. Фронт преку 1000 километри линија на разграничување. Врзани, укопани, поставени борбени позиции од едната и другата страна за одржување на тој фронт од 1000 километри. Тоа се илјадници, сили, војски и технике кои вие мора да ги врзите и да ги држите стационарно на тој фронт за да не возможите на другата страна пробив на тој фронтот. Украина, вооружените сили на Украина имаат многу сложена ситуација, многу сложена состојба, затоа што вие се обидувате да направите контраофанзива на таа линија на разграничување на тој фронт од 1000 километри, од друга страна морате и да ги утврдувате позициите и да се браните. Тоа во војничка смисла и тактичка е многу сложено и тешко. Вие морате и да се окупувате кој што се окопали русите и да правите, затоа што можат и овие да преземат офанзива, да го заземат одредено стратешко место, а од друга страна е да на одредени линии правци да правите и контраофанзива. И гледаме кој е ефектот од тоа, дека е сосем без поддршка од меѓународната заедница и во оружје и во опрема, тоа е многу тешко. Поставеноста на целиот тој фронт од 1000 километри, гледате дека главните притисоци или борбени дејства се изведуваат таму каде што останале, која страна не успеала да заземе одреден стратегиски објект на таа линија на разграничување. Стратегиски објект може да биде инфраструктура, индустрија, патни или битни патни или железнички правци и така натаму, и таму е концентрацијата на најголемите, најинтензивните борбени дејства. Па сега еве конкретно ова што се случува, нели, последните денови гледаме дека кај Керсон е притисокот голем и од руска страна и кај Донецк. Бидејќи Донецк областа, гледате, тука е нели Авдилка, ова селото што кометираат, и погоре е Бахмут. Околу Донецк регионот, Донецк градот е заземен од русите, али по широкиот регион на Донецк, тоа ако гледаме информациите, тоа е еден од најголемите индустријски капацитети региони на Украина, со голем број на термоелектрани, хемиска индустрија. Авдилка, споменуваната Авдилка, бидејќи скоро пред некој ден во разговорот началникот на генералштабот на украинската армија кој формираше и запознавал началникот на Сдружениот штаб на Соединените Америки, на армијата на САД, каква е состојбата и каде се најголемите проблеми, и тој потенцирал дека русите најголем притисок вршат во регионот на Авдилка, во регионот на Донецк и регионот на Керсон. Зошто? Затоа што, например, кај тоа село Авдилка до Донецк се наоѓа најголемата, која се уште ја држат украинците, најголемата коксара во Украина или четврта во Европа. Таков индустријски капацитет за преработка на јаглен кој ќе се користи после во индустријата или на преработка на железо. Тука има неколку термоелектрани, има неколку хемиски фабрики, хемиска индустрија, и тоа е како многу битно. Бахмут, кој го знаеме што се случува кај Бахмут, малце посеверно од Донецк, сите тие борби до уништување на тоа место е едно од најголемите рудници за сол. Затоа и тамо и тоа на што го карактеристично што го кажува нели укопани големи подземен град, затоа што таму се најголемите рудници на сол, и затоа цел тој терен е ископан и возможува да се користи за други работи. Да ве прашам, бидејќи немаме уште премногу време, но ете малку да видиме. Го спомнавте началникот на украинските вооружени сили, на украинската армија Залужни. Тој неодамна даде едно интервју кое подоцна предизвика огромни реакции во Украина и во светот. Тој зборуваше за украинската контраофанзива, кажа зошто таа на некој начин застана или
некои би кажале дека е неуспешна да ги оствари целите за кои требаше да ги оствари. Прво вели начинот на војување според стратегијата на НАТО кој треба да обезбеди маневрско војување, брзи продори во позадината на непријателот, силна поддршка на авиацијата. Прво тоа Украина го немаше во ниеден момент. Украина војува практично без поддршка од авиација. Рече дека тој начин во Украина е невозможен со оглед на руските фортификации, на руските мински полиња, дека украинците тоа го увиделе и дека тие онака сега, ајде упростено да не влегуваме премногу во детали, дека и нема што многу друго да направат на терен со оглед на тоа што го поседуваат. И тој вели, доколку не најдеме некаква технолошка предност или некакво вундервафен или некакво ново оружје кое ќе предизвика разлика, отприлика тоа е тоа. Ние не можеме да се помрднеме и тој на некој начин призна дека тие се заглавени на тие позиции. По тие причини, она што се случува сега, украинците вршат страшен притисок доле во районот на Запорожје, Керсон, бејќи целта е кон полуостровот. Ја форсира и реката Днепар ја премина, а сега таму Бејќи Крим е битен за нив. И од недостатокот на сета таа недоволно средства ги принудува баш затоа и преземаат, они го нарекуваат партизански саботажи или акции на територијата, на нивната окупирана територија во овие области каде што е руското население. Па такви имаше неколку саботажи или диверзии од украински сили или од нивните луѓе кои живеат во окупираните територии кон руските сили, значи применуваат на саботажни, диверзантски и саботажни активности или партизанско делување, па дури и на руска територија. Видов е тамо над Киев горе, на руска територија, северно источно од Киев на руска територија преку границата до 30 километри се имаше 2-3 напади диверзантски на патната и железничката инфраструктура, каде што вие ги уништувате, ги невозможувате или попречувате патните правци за дотур на оружје и стока, оружје и опрема на руската армија. Тоа го прават. Друго, гледате да интензивни напади од страна со дронови и поморски и воздушни дронови на полуостровот, на поморските упоришта на русите на полуостровот, па дури и кон Ростов, од каде што доаѓа главната. Тие сакат со таквите напади со дронови, поморски и воздушни да влијат на патните правци поморски на донесување на помош од Ростов кон полуостровот Крим. И тука доста последно време се доста успешни. Тоа е еден најуспешен сегмент од украинската стратегија нападите на руската црноморска флота, каде што ги примора русите да се повлечат, да ги дислоцираат што пада подалеку, али еве сега значи они ги нивните напади со дроновите и поморски воздушни па одат и се подлабоко на територија на русите, се обединуваат со тоа. Али главното е помошта и поддршката, тоа што го рековте, каква ќе биде. Западот и западните држави, западниот свет и сега и самите што беше на Г7 остана на заложбата дека ќе продолжат со поддршката во секако вид и Европската унија посебно. Во Соединените американски држави видовте имаше малку криза во Конгресот околу поддршката, поделбата на средства со отварањето на новите фронтови, али остана заложбата. Конкретно сега и најновата изјава од Германија дека во следната година ќе обстане и ќе зајакне дури поддршката за Украина во износ од 8 милиарди долари, евра. Но знаете како, во поглед на западната поддршка за Украина, несомнено е дека Украина немаше да издржи ни месец дена од руската инвазија, доколку немаше таа западна поддршка. Тоа им е јасно на сите, тука нема дилема никаква. И дека тоа што еве втора година успева да одолее на руските напади, дека тоа исклучува поради западната пред се американската поддршка, но има еден впечаток кај дел од познавачите дека сепак таа поддршка е на некој начин цело време ограничена, лимитирана, дека на Украина се дава некако како на лажичка, дека тоа е точно онолку колку што треба да се одржи некаква рамнотежа, а не доволна за Украина да победи. Имате ли вие таков впечаток? Не, мислам, видите, големи средства се даваат и од страна особено на Соединените американски држави и сега и се повеќе од Европската унија. Посебно па знаете и оние 300 милиарди колку беа замрзнати средства блокирани на Русија кои решија да ги дадат на Украина, да ги пренасочат, остана во западните банки.
Не се тоа мали средства. Вие велите за да победат. Тоа е веќе дискутабилно што подразбираме победат или да го задржите она статус кво прашање кое е сега. Победа, линијата на разграничување се постави. Русите зависи од кои биле нивните цели. Ако биле овие целите или има поголеми цели од почетокот како почна инвазијата, ако се овие целите и таа територија да држат по секоја цена, тоа ќе биде многу проблематично и тешко како тоа Украина ќе успее па и со помош да го врати. Значи, тоа е сега веќе друга работа и овие преговори што почнуваат да се отвараат или се иницираат мировни преговори, ќе значат некој статус кво, бидејќи нема сигурно русите да се повлечат од таа територија сами, него ќе се направи некој можеби, ако се успее се направи прекин на огнот, а линијата на разграничување ќе остане. И тоа ќе трае тој конфликт и понатаму. Значи, тука победа у таква смисла тешко да може да се каже, него само она што е постигната таа линија, или тоа да го задржувате, а да правите контраофензива, мислам дека е многу тешко. Друго, помошта, ова сега да го поврзиме со Блискиот исток. Помошта од Соединените американски држави што доаѓа од Европската унија. Гледате сега на некој начин ова што се отвори овој фронт и ова војна во Блискиот исток меѓу Израел и Хамас, сите повеќето експерти и анализи велат дека нема тука директно влијание од Русија преку Иран и така натаму, па да ги стимулирале Хамас и другите да се отвори тој фронт, па да се стави војната во втор план во Украина. Али од друга страна праксата тоа така изгледа и таков е ефектот. Тоа де факто оде во корист на Русија. Таков ефектот бидејќи одма видовме криза малку во Конгресот со определувањето на средствата, па треба да се поделат и за Украина, па сега и за Израел, бидејќи им Израел важен, и друго, реално во исцрпувањето на снагите. Вие ако силите, ако пред тоа Русија е во незгодна ситуација, сигурно дека е во непријатна и незгодна ситуација, економски, трпи последици заради оваа агресија што направила и многу средства одат за одбраната. Таму, знаете, е дека, мислам дека одвојувањето веќе отидоа на 10% од буџетот и сега или следна година за прашање на одбраната. А така да Русија ако одвојуваше до пред неколку години по 60 милиарди и беше трета во рангот на светот долари за војната, за одбраната, сега таа цифра отиде преку 100 милиарди долари. Значи, ако со овој фронт и отварањето на војната меѓу Израел и Хамас на простор на Газа и така натаму на останатиот дел Израел и Палестина, се помогна индиректно да се намали притисокот кон Русија, односно и останатите и западните актери, посебно САД, да трошат веќе средства кои би ги дале да ги трошат и самите за да го раздвижите оној цел војна машинерија што е раздвижена на Блискиот исток. Да не забораваме, бидејќи она поддршка и оние пари сега средства што одат за Израел и воено и финансиски и со оружје да се одржа, да се бори против сите тие закани и самото распоредување на американските и зајакното присуство на американската вооружени сили и порнарицата во тој регион, тоа кошта пари. Значи, многу големи се тоа средства, вие сега да држите групите на носачи на авиони со придружните бродови во Медитеранот, понатаму за недела-две да го префрлите другиот носач на авиони преку Црвеното море, па да го донесете у Персискиот залив, бидејќи тамо заканата, бидејќи целиот тој и од Црвеното море и во Персискиот залив, сите тие држави, има држави тука, кои Израел го сметаат за непријател и каде што е трусно подрачје заради Сирија и Иран и Ирак состојбата Иран и сега американците се принудени да држат големи и поморски и копнени сили за да ја контролират ситуацијата. Не знам колку е познато на населението и на гледачите во тој дел. Ние полуостровот, Саудискиот полуостров и во районот на Црвеното море и во Персискиот залив. Во целиот тој регион Соединените американски држави имаат преку 20 на своји војни бази. Во моментот има минимум 50 на 60 илјади војници копнена војска што е присутна во базите, плюс делот во морнарицата, носачите авиони и воздушните сили. И тоа изискува големи средства, вие да додржавате таму можеби 100.000 на војници секојдневно за да превенирате напади како што се овие што беа нападите од Јемен и така натаму. И секако тоа не оде во корист за една
избалансирана поддршка и на Украина и на Израел во исто време. Морате и вие да трошите средства, кој што е непријатна ситуација заради агресијата, Русија се довела непријатна ситуација да троши големи средства за одбраната и за војската, така и Соединените американски или другите партии, тука се присутни и британците и французите, али доминантно се присутни Соединените американски држави со нивната морнарица, нивната војска. Тоа се големи издатоци за контролирање на таа кревка состојба во Блискиот Исток и да невозможите тоа да ескалира. Да, добро, за жал господине Кузманов, не истече времето, мислам дека ги поминавме сите точки. Се враќаме на почетокот, како што најав, ваше прво гостување, се надевам не е последно и дека во скоро време ќе се видиме, ќе зборуваме за безбедносните предизвици. Јас ви благодарам на можности на поканата и на вистина, ако се вратиме на нашата состојба овде, бидејќи треба да си огледаме нашиот двор, а јас зборам за системот за национална безбедност, бидејќи тоа и преку ова здружение сакаме тоа да помогнеме, да влијаеме тука, да поставиме, да изградиме систем кој ќе биде за кој ќе има консензус и нема да има никакви партиски или политички влијанија за да подобриме безбедноста во државата, бидејќи предизвиците и понатаму и се повеќе ќе бидат поголеми и по нашата држава и по регионот. И ви благодарам на поканата.